Добро утро, секој утро продолжува со следните содржини, мајки, родители. Оно што ќе имате можност да го проследите од нашиот разговор ќе биде многу важно за вас, затоа што знам дека многу родители со своите дечиња се соочуваат што она што не го посакуваме, но алергиите се поприсутни кај дечињата и кај нас возрастните, меѓутоа многу почесто за жал кај дечињата. Наша гостинка во студиото, доктор Тања Јованова, од Систина која ни доаѓа, педијатар, пулмолог. Добро утро и добре ни дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро до вас и до сите гледачи на вашата емисија. Како што напоменав и веќе кажав на нашите гледачи, ќе говориме денес за алергиите, кои се, за жал, како што кажав, се поприсутни кај дечињата. Зошто е тоа така, ќе образложиме можеби во некоја следна прилика, меѓутоа јас конкретно веднаш на првото прашање би сакала да се задржиме. Како да ја препознаеме алергијата кај децата? Алергијата представува една имунолошка или одбранбена реакција на организмот при контакт со туги супстанции, кои што инаку се комплетно нештетни, безопасни, доколку се работи за особа која што не е алергична. Оние материи кои што ги предизвикуваат алергиите се нарекуваат алергени и истите можеме да ги внесуваме во организмот со вдишување, значи преку респираторниот систем, да доаѓаме во контакт со нив или да ги внесуваме преку храна. Најчести алергени се поленските зрна од дрвата и од тревите, домашната прашина, микрокарлежите, мувла, животинските влакна, сите хранливи материи, конзерванси, адитиви, бои, отрови од инсекти, практично се она што не окружува може да биде и потенцијален алерген. Така. Како да разграничиме кои симптоми укажуваат на алергија, а кои на настинка? Како ние, родителите, како мајки, во првиот момент да ја почувствуваме разликата? Што е алергија, а што е настинка? Постои ли таа разлика за да може да ја воочиме? Секако дека постои, значи клиничката презентација или манифестација на алергиските симптоми зависи од влезната врата. Значи, како ќе ги внесеме тие алергени во организмот. Ако се тоа алергени кои што се внесуваат со вдишување, кои што ги има во воздухот, тогаш први на удар се очите и дишните патишта. Така да се појавуваат симптоми кои што се многу слични со настинка или било која вирусна респираторна инфекција. Се појавуваат зацрвенети очиња, солзење на очите, црвенило на очињата, затнато носе, носна секреција, сврап на носето, кијавица во напад, поготово во раните утрински часови после будење. Понатаму може да дојде до појава на зарипнат глас, кашлица или пак кај некои од дечињата се појавуваат и симптоми од подолните дишни патишта, како што се стегање во градите, свиреж во градите и отежното дишење. Дали има разлика помеѓу настинка и алергија? Има разлика. Пред се настинката или вирусните инфекции можат да се јават во текот на целата година, а алергиските симптоми се најчесто сезонски, се јавуваат во определена сезона од годината и обично во следните години во истата сезона се повторуваат. Кај вирусните инфекции постои покачена телесна температура, малаксалост, главоболка, значи нарушена е општата состојба, а за разлика од алергиите каде што ги немаме тие симптоми. Исто така, алергиите не се заразни, вирусните инфекции се многу заразни. Кај алергиите симптомите траат многу долго, неколку недели, за разлика од една настинка која што поминува за 7 до 10 дена. И кај алергиите добар одговор се добива од лекови кои што се од групата на антихистаминици, за разлика од една настинка каде што практично овие лекови остануваат без одговор, односно тие се симптоматски, само лимитирачки инфекции кои поминуваат спонтано. Така. Меѓутоа, од практична гледна точка и за лекарите и за родителите, како тоа да се разликува кога станува збор за вирусна инфекција или кога станува првни симптоми, затоа што е важно да се препознае почетокот на развојот на едно алергиско заболување. Ако некои симптоми од типот на затнато носе, носна секреција, кијавица или кашлица немаат одговор на вообичајната терапија повеќе од 15 дена,
Ако траат неколку месеци со периоди на подобрување и периоди на повторно појавување, доколку се јави кашлица при физички напор, смеење, плачење на детето, секогаш треба да побуди сомнеш дека тоа не се симптоми асоцирани со вирусна инфекција, него можеби се работи за почеток на развој на алергиско заболување. Значи, влегуваме сега во интересна сезона, нели? Веќе се намирисува есен, каде што започнуваат вирусните инфекции, кои што можат да бидат тригер за почеток на развој на некој алергиско заболување, иако симптомите се пролонгирани, тогаш или се повторуваат, не треба да се игнорираат. Приубав одговор ни дадовте како да направиме разлика, затоа сте и тука, педијатар пулмолог. Навистина во последно време многу алергии зачестени кај дечињата за жал. Меѓутоа, еве, би сакала следното прашање да биде кои се најчестите причини поради кои се доведуваат дечињата да ги имаат и алергиски реакции. Основен ризик фактор за појавата на алергиско заболување е генетскиот фактор. Сепак, значи генетиката е во прашање. Основен ризик фактор е генетски фактор, значи мора да постои генетска предиспозиција или склоност за појава на алергиско заболување. Детето се раѓа со тој ген, со таа генетска склоност, меѓутоа, за да почне клиничката манифестација на болеста, потребен е провоцирачки фактор од надворешната средина. Некои фаворизирачки фактори или тригери ги викаме тие, тоа се обично вирусните инфекции, аерозагадување, физички напор, ладен воздух, стресни состојби, хормонален дисбаланс, лоши навики во исхраната и така натаму. Така да детето се раѓа со таа генетска предиспозиција, а кога ќе се разбуди тој ген и кога ќе почне клиничката манифестација, може да се случи во било која годишна возраст. Не можеме да знаеме кога точно. Така. Сведоци сме за аерозагадувањето, за воздухот и за сето она што го има во него, за PM частичките и така натаму. Исто ја споменавме есента дека се приближува, исто така и зимскиот период кој што навистина нивото на загаденоста на воздухот е на големо ниво. Ќе видиме како сето тоа ќе се одвива оваа година, меѓутоа како аерозагадувањето влијае врз појавата и порастот на алергиите и дали има влијание воопшто? Секако дека има влијание, алергиските заболувања се во пораст во последните години, поготово се присутни во урбани средини, во градовите со каде што индустријата е развиена, таму каде што пробивот е лош, па според некои статистички податоци околу 150 милиарди на луѓе во Европа боледуваат од едно или неколку алергиски заболувања или на секое 20 дете, едно дете има некаков алергиски проблем. Аерозагадувањето делува од практична гледна точка, да го објаснам, да биде појасно на родителите. Значи, ја оштетува лигавицата на дишното стебло. Таму, значи, од каде што навлегуваат и алергените. Кога таа лигавица е оштетена, помалку е вредна, недоволно отпорна и станува многу попропустлива за алергените. Тие влегуваат во многу поголема количина, во многу поголема концентрација и во многу подлабоко во ткивото. Предизвикуваат еден воспалителен процес од алергиска природа во многу појак интензитет, односно со причина веќе за појава на една хронична инфламација на дишното стебло. А кои деца, да кажеме, да ги потенцираме, се најизложени на алергиски реакции? Реков дека основен ризик фактор е генетскиот фактор. Значи, кој дете би било ризично дете? Тоа се децата кои што имаат позитивна фамилна анамнеза за алергија. Значи, дечиња кои што, кај што двајцата родители или едниот родител има некакво алергиско заболување или друг член од потесното семејство. Значи, тие дечиња спаѓаат во ризик групата за појава на алергиско заболување, но сепак тие само ја носат генетската предиспозиција. Потребни се фаворизирачки фактори од надворешната средина, затоа реков и алергиските заболувања се многу чести кај децата од урбани средини, од градовите каде што индустријата е развиена, каде што нема пробив, децата кои што посетуваат градинки,
Затоа што вирусните инфекции тука се многу често, а тие се најчести тригер фактори при децата. Од сето ова што имавме можност, многу убаво објаснувате, се разбира доктор педијатар, а кога се работи за дечињата, и јас со внимание ве следам затоа што го имам, за жал, тој проблем со моето дете, што е со алергиски реакции, меѓутоа кога менуваме средина. Но тоа после емисијата ќе разговараме, но сакам да кажам дека сите родители сме инволвирани во сето ова и знам дека проблематиката е на многу повисоко ниво за жал во последно време. Како да ги третираме? Дојдовме до тој заклучок сега после овој разговор, како да ги третираме алергиите или пак која е најефективната заштита за ваквите дечиња? Лековите кои што се користат за третман на алергии се од групата на блокатори на ефектите на хистаминот, значи антихистаминици, тописки кортикостероиди. Тие се лекови за третман на алергискиот воспалителен процес, а кај некои од дечињата може и краткотраен внес, значи има потреба од краткотраен внес на бета-2 агонисти или бронходилататори, доколку се работи за дете кое што има бронхообструкција и отежнат проток на воздухот. Бета-2 агонистите се користат краткотрајно да се подобри протокот само во дишното стебло, а додека пак за лекување се антихистаминици и тописки кортикостероиди. Која е целта на лекувањето? Целта на лекувањето е да се ублажат или отклонат алергиските симптоми и да се обезбеди еден поквалитетен живот на детето. Со овие лекови практично се намалува степенот на алергиски воспалителен процес, со цел да се намали и таа хиперсензитивност на дишното стебло што постои. Лековите треба да се земаат на време, значи да се започне на време лекувањето и да трае до крајот на една сезона додека е присутен конкретниот алерген во воздухот. Така. Исто така, многу е добар ориентир, многу е практична гледна точка, многу е добро да се познава алергискиот календар, кој што му служи како ориентација и на лекарот и на родителот, кога треба да се започне со мерки на превенција и лекување на алергиските симптоми. Но за да се познава тој алергиски календар, секако претходно треба да се направи детекција на алергенот. Односно, кој алерген... Со тестирањето го детектираме, така? Детекција на алергенот, кој алерген е всушност проблем за неговото дете. Еве во последно време кога ја спомнавме за да знаеме од што ни се алергични дечињата, вака понародски да кажам. Значи, дали треба навистина да направиме тестови за да после тоа показателите дали се 100% во овие анализи? Значи, кога ќе се посомневаме за почеток на развој на некакво алергиско заболување или кога сме во дилема дали се тоа повторувачки вирусни инфекции или се работи веќе за некакво алергиско заболување, најдобро е да се направиат алерголошки испитувања. Значи, во нашата институција има можност да се направат кутани алерголошки тестови или прик тестови, каде што може да се открие дали проблем е некој алерген кој што се внесува преку храната или пак се работи за некој инхалаторен алерген присутен во воздухот кој што го внесуваме со вдишување. Тестовите се многу брзи, комплетно безбедни, економски достапни и за 10 на минути имаме од што ни се алергични дечињата. Готов резултат, кој што при што ако се работи за алерген кој што може да го елиминираме би било најдобро, меѓутоа ако се работи за некој алерген кој што е присутен во воздухот и не можеме да го елиминираме, така да веќе ќе направиме план и програм како тоа дете треба да се заштити кога да се започне со лекови за внесувањето на терапијата. Така, на лекови за отклонување на алергиските симптоми. За да ги избегнеме оние тегоби кои така ги прави алергијата. Диагностиката на едно астматско заболување тешко се поставува во детската возраст пред 5-та година, затоа што детето немаме соработка со детето, не може да се направат функционални испитувања, не може да се направи спирапните или тестот со азот моноксид, па всушност само треба да се побуди сомнеш за почеток на развој на алергиско заболување, треба да се земе една добра фамилна анапнеза, добра анапнеза од родителите за тегобите на детето и може да се направат кутаните алерголошки тестови.
Прекрасно објаснување од ваша страна и јас за крај тука ќе заокружиме, ќе говориме во некоја следна прилика за здравствените последици кои може да настанат од алергиите, но сепак треба, ние сега за почетно говориме за тоа како да ги спречиме и на кој начин да делуваме во моментот кога ќе почувствуваме дека детето не има алергија, значи како тоа да го спречиме за да не дојдеме до здравствените Многу е важно последици. да се детектира на време, на време. затоа што секое одложување практично Тоа е нашиот совет во моментот. Секое одложување Така. на почеток на третманот е практично влошување на состојбата. Зголемување на степенот на воспалителен процес, кој така да е од една лесна алергиска форма, одиме во средно тешка, се до тешка алергиска форма. Тука веќе напоменавме, јас ке побарам од режија, нека е со среќа, честито, имаме нешто ново да се пофалиме, нели, од Систина. Знаеме за вашите можности кои ги нуди болницата Аџибадем Систина во насока на лекување на сите можни, за жал, болести, меѓутоа сега конкретно говориме за алергиите кај децата. Неодамна, значи, ја пуштивме во употреба, еве, во моментов можеме и да погледнеме, педиатриска болница. Што се содржи и кои можности ги нуди за најмалите пациенти? Да, вчера официјално започна со работа новата најсовременна педиатриска болница во земјата и регионот. Таа е во рамките на комплексот Аџибадем Систина како продолжување како проширување на веќе постоечката болница. Но специјално за дечињата, така. Која што е распространета, значи тоа е една сериозна инфраструктура, распространета на површина од 4000 метри квадратни, каде што современо опремена, каде што се вклучени со работа 210 врвни и искусни професионалци. Дел од ова нова педиатриска болница се хоспитален дел, болнички или лежечки дел, понатаму поликлинички, амбулантски дијагностички дел, педиатриски ургентен центар и 3 интензивни оддели, неонатален, кардиохирушки и педиатриски. Всушност, која беше целта на овој голем проект? Така. Практично на едно место да се обезбеди комплетна грижа на детето. Значи, болницата е опремена со апаратура, со најмодерна технологија, можеме и тоа да го погледнеме и гледачите тип на лекари кои што можат да ги задоволат како редовните, така и посебните најспециализирани медицински потреби во детската возраст, и тоа во секоја возрастна група, од раѓање се до доцна адолесцентна возраст, при што посебно би го издвоила како педијатар поликлиничкиот дел, педиатриски дел, со 14 педиатриски амбуланти, 4 неонатални амбуланти, така да на едно место Ќе функционира и ургентниот центар? Ќе функционира. На едно место е обезбедена комплетна грижа на детето, каде што во работа се метнати 36 искусни педиатри од различни специјалности, кардиологија, реуматологија, пулмоалергологија, детска неврологија, детска нефрологија, хематоонкологија, гастроентерохепатологија. Исто така, во склоп на овој дел функционира и оној педиатриски дел кој што се занимава со детекција и третман на сите пореметувања во или остапки во растот и развојот на детето, ортопедија, стоматологија со анестезија, оториноларингологија, офталмологија, дерматологија, диетологија со нутриција, анестезиологија и радиологија. Значи, големината се состои во обединување од родилиште, со раѓање на детето, комплетна грижа за неговото здравје во неонатален период, понатаму педиатрискиот период, со лекари специјалисти од сите специјалности, со можност за изведување на сите хируршки интервенции во детската хирургија, детската кардиохирургија, со комплетно обединување на ортопедија, стоматологија, анестезиологија и радиологија. Многу ви благодарам што бевте дел од утринската програма денес и што стапивме ета простор. Јас сум задоволна од разговорот затоа што навистина ни е потребно да разговараме за сето она што знам дека многу мина ги засега, тоа се алергиите кај децата. Знам дека се во сигурни раце во новата болница Аџибадем Систина, педиатриска болница, па ќе се видиме ние повторно на некоја следна тема. Јас само би додала за крај да го споменам педиатрискиот ургентен центар,
со цел да се обезбеди, со цел грижата да биде достапна, нели, во секое време за детето. 24 часа, така? Тој работи 24 часа во тек на 7 работни денови, каде што има неопходна опрема за следењето на децата и нивни третман и мултидисциплинарен тип на лекари кои што можат да одговорат во разрешувањето на било која итна ургентна состојба. Сето тоа дизајнирано е во еден пријатен амбиент со цел да се намали стресот и непријатноста што ја доживува детето за време на престојот и барем да олесниме на некаков начин во моментот. Целата болница има еден модерен дизајн од типот планетариум, да се метнат едукативни содржини од забавен карактер, престојот да биде да им ги отргнеме мислите. Да им ги отргнеме мислите, сето тоа во проект на светски ретомирани центри. Така. Ви благодарам уште еднаш и посакувам убав ден. Се гледаме ние повторно. Благодарам на поканата и на вас. Секогаш и во секое време.